Почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитувана заменик министерке, председавач. Ќе дадам едно објаснување зошто овој амандман и не треба да се прифати. Може би требаше и заменик министерката да ни даде поголемо објаснување, бидејќи со овој амандман, ево да кажам, пратениците од опозицијата предлагаат да се обезбедат средства во висина од 50 милиони денари за канализациона мрежа за Трпејца и Љубаниште. Јас би кажала дека ова е легитимно барање, бидејќи сите ние во пред изборието им ветуваме на граѓаните одредени проекти, а овој проект беше и проект кој што беше зацртан во програмата на сегашниот градоначалник професор доктор Јован Стојановски. Ве уверувам дека овие 50 милиони денари се малку средства за да може да се реализира ова што значи канализациона мрежа на овие две навистина многу атрактивни, посебно туристички и места кои што се посетени од туристи. Ве уверувам дека сме при крај со изработка на проект со кој што ќе аплицираме за одредени средства и тие средства се некаде во висина од 1.300.000 евра. Бидејќи ова информација ви ја кажувам, знам дека градоначалникот Јован Стојановски со својот тим веќе изработува и е при крај со изработка на тој проект. Но тој проект и завршетокот на канализационата мрежа на Трпејца и Љубаништа ќе значи само почеток на една поголема активност која што треба да ја превземеме сите ние за заштита на Охридското езеро. Всушност, сите имаме во моментов како пратеници генерацијска шанса да го решиме проблемот со загадувањето на Охридското езеро. Едно е вредно, единствено е не дека доаѓамо до Охрид, туку заради тоа што тоа е едно од најстарите езера во Европа и во светот, затоа што располага и има над 200 ендемити, видови на животински свет, кои што всушност говорат, поради тоа што не се видоизменале, се живи фосили кои што говорат за еволуцијата како настанал живиот свет. Светот го признал, ние треба тоа да го одржуваме, бидејќи самото тоа е и заштитено како природно богатство од УНЕСКО заради неговото како светско наследство поради овие негови карактеристики. Значи, почитувани, ќе го решиме целосно овој проблем, решавајќи ги овие две, да речам, канализациони мрежи, меѓутоа, иако се загрижиме повеќе за колекторскиот систем, зашто владата на Република Македонија, предводена од Зоран Заев, уште на почетокот на своето доаѓање на власт, веќе почна со разговори и верувам дека ќе има брзо решение за овој колекторски систем. Бидејќи колекторскиот систем не тангира само Охриѓани и Стружани, ја тангира целата држава, како што кажав, ова е едно од највредните наши природни богатства. Апелирам да се фокусираме повеќе на издржливи проекти, бидејќи само со проекти кои што кажуваат не само за финансиската конструкција, туку и во кои фази треба да се работат тие проекти, ние ќе ги решиме трајно проблемите кои што се поврзани во однос со загадувањето на Охридското езеро. Овој амандман, кажувам дека е вистина едно барање кое што е легитимно, меѓутоа не е издржано, нема никаков проект, нема никакви показатели зошто баш толкава е наведена цифрата, а ви кажувам дека има сега во изработка проект кој што ќе финализира и ќе биде реализиран во најбрзо можно време. Ви благодарам.